Секое дете заслужува мирно детство. Секој човек заслужува вистинска шанса. А секоја, ама баш секоја нормална држава заслужува вистински председател. И тоа е битката за 13 април. Со радост и задоволство можам да кажам дека беше објавена третата анкета, која го потврди она што сите го знаат. А тоа е дека Стево Пендаровски не е само кандидат на опозицијата. Стево Пендаровски е фаворитот во оваа трка. Стево Пендаровски е прво пласираниот во оваа трка. Но на 13 април, кога ќе гласаме за вистинскиот прв човек во оваа држава, ќе гласаме и да побараме промени во секоја сфера и во секоја област од нашето заедничко живење. Сите знаеме дека не ни чинат работите во државата. И сите знаеме дека на 13 недвосмислено јасно ќе ја испратиме пораката дека Македонија ќе добие председател како што доликува и како што заслужува, а при тоа ќе најави и заминување на оваа власт. Гевгелија и гевгеличани знаеле многу често со гордост да кажат дека Гевгелија е портата на Европа. Но се прашуваме ли кој тоа држи затворена портата на Европа? Толку години, од 2005 кандидатски статус имаме, а се држи портата на Европа затворена и Македонија е изолирана. Зошто? За да може да троши 500 милиони евра на споменици и музеи, додека народот му е гладен на нашиот досегашен премиер. Почитувани пријатели, Македонија не е казино, па како жетон да ја подкусуруваме и буквално со леснотија да ја прекоцкаме. Македонија е се што имаме ние граѓаните на оваа наша земја. Затоа на овие избори имате кандидат за председател на 13 кој што цела Македонија ќе го бира. Човек кој што ќе биде добар председател. Тоа сите многу добро го знаете. Тоа сите недвосмислено јасно го чувствувате. И излезете на избори со кренато чело, гордо и достоинствено. Побарајте поддршка од сите. Оти не бараме за СДСМ поддршка. Бараме за Македонија и за нашите деца. Да живее Гевгелија, да живее Република Македонија. Vrati me radosta, ova je vreme za pobeda, tuka je kraј од набега.